Така е. Повторно продолжуваме со блокот мода. Овој пат налетав на профил на девојка што треба да биде, тешко ми е да кажам, мис Македонија. Некаков си мис на некоја Македонија. Дури има и такво добила во раката нешто дека учествувала. Ова само така колку да ја представим. Сега да видиме како она изгледала на изборот и како она изгледа приватно. Пошто станува збор за модел, нели? Треба да е модна. Ова морам да кажам дека е многу трендовска комбинација. Ми се допаѓа фотографијата, ми се допаѓа косата, ми се допаѓа тој пердувест фустан, искомбиниране со одлични сандали, така да за ова има една пролазна оценка. Леле, драги гледачи, ќе ми пукне душата кога ќе видам ваков фустан. Па, ај што тргнала на избор. Што е со тракава, со полугола халина и со тоа доле сатен чаршаф. Како, повторно ќе кажам, да оди да бара работа кај Хурем Султан. Али од утре има да ја викнам и Хурем Султан на консултации за ваквите со чаршаф фустани, да видат како Хурем ќе реагира на нив. А сега многу ме интересира што мисли Анџелина Џоли за овој фустан. Ќе го запали? Да, и треба да се запали. Вакви фустани не смеат веќе да постојат. Поготово ова си е некој си избор од непознато потекло. Јас прв пат денеска дознав за ова глупоштина од избор. Леле, драги гледачи. Леле, драги гледачи, ќе ми пукне душата и со позата, и со истиот фустан, и со све. Мислам дека го запаливме еднашка фустан. Дај да го прескокнеме. Како викаат, руба краси, руба гнаси. Овдека изгледа многу фино, префинето, модно, елегантно, софистицирано, не е нападна, сликана е во одличен амбиент, комбинацијата црно-бела е добра, така да за ова ќе добие едно да. Одиме следно. Па само да ја завиткаме у фолија и да ја у вода. Кога станува збор за тела вакви, се јавуваме, знаеме каде на Мадона и вртиме одма. Не ми е јасно зошто се сликаше вака на зид, ај што е подолен веш, што тоа нити естетска функција има ваа фотографија, нити било каква. Што е со чорапчињава доле? Што е со црниве чорапчиња доле? Веројатно е другарка на она блогерка на црна чарапа. Повторно истота девојка, овој пат во одличен фустан. Одлична креација, одлично изработен фустан. Ми се допаѓа многу поготово долниот дел. Потсеќа на креациите на Зак Позен. Ако не знаете кој е Зак Позен, изгуглете или јас ќе ви го објаснам во некоја наредна емисија. Единствено и косата ми се допаѓа, единствено што ми смета во случајот е патентот што оди по средина на грбот. Фустанот ќе беше многу поубав да го немаше тој патент што се гледа на нејзиниот грб. Не знам што да кажам, не е лоша таа фотографија, не е лош тој мејкап, белото само треба да е поекспресивно, накитот не ми се допаѓа, заради тоа што мислам дека накитот ја расипува целата варијанта, многу поубаво и поелегантно ќе изгледаше доколку беше само во таа бела корсет халина. Сосема пристојно, тука се гледа дека е убава на лик. Океј. А ова? Ова е истиот фустан. Ете го, ете ги лошите детали. Бисерите, ракавиците, чудна нијанса на Кармен или е така излезена, искача како од мрак, тотална фотографија која што е нефункционална. Зошто ја има таа поза на рацете? Овака Мадона правеше во 80-ти години, Like a Virgin кога пееше. Ама за ова ќе се јавам на Мерлин Монро, баш се оди бисериве, да видам што ќе каже.
Нема, па нормално. Леле, драги гледачи. Леле, драги гледачи, помош, викајте милиција, дали имаме фрлено тело несвестено на фотелја. Не ми е јасно зошто. Дали девојката паднала во несвест, дали ја наместиле вака наопаку, зошто некој би сакал да се слика вака, зошто некој би сакал да се упропасти вака. Вртете на Анџелина, подхитно. Зошто некој сака да се слика вака? Која е функцијата на оваа фотографија? Која е функцијата на оваа фотографија? Да се ударам по глава, да се ударам со штикла. Зошто некој сака ова да си го направи сам на себе? При тоа изгледа стварно како да и треба или брза помош или треба милиција да се викне. Подхитно тука е на ротација, мора да се створи, ова не е можно. Леле, добро. Следно. Ете така. Да си дојда малку на себе. Следно што сакав да истретираме е уличната мода, односно, сме вознемири ова што е превртена на земја. Уличната мода како некои млади деца ја третираат. Па така да видиме. Одлична комбинација, многу тековно, многу трендовски, секогаш е ин, сликано е одлично, буквално изгледа како конверс кампања, маицата со патиките и со тој джинс. Браво за дечкото. Повторно таа е улична, односно така кажам на стрит мода. Джинс, бели патики, бела мајца и тие кардиган джейм период лесен материјал се многу тренд, се многу ин, он ги има искомбиниран на одличен начин, фотографијата е као композиција супер, така да повторно ќе кажам браво. Имаме уште еден дечко на темата улична мода, карираната кошула скоро секогаш е тренд, во сега поготово. Ја комбинира со црвени патики и со джинс, одлична комбинација за секој ден. Ова ми се допаѓа многу сакам кога ќе се искомбинира уличниот изглед на така наречен црн минималистички начин, кога се оди скрос на црна варијанта, меѓутоа кога има мали детали што ја разбиваат таа цела композиција. Гледаме на джемперот или на дуксот дека има мал детал, ја гледаме пукнатината само на едното колено и тоа ми се допаѓа зашто е на едното, а не е на двете, така да за ова браво. Повторно, што би рекле Jenny from the Block или малку њујоршка мода во Македонија. Ова не се моите омилени бои, меѓутоа кај него стојат одлично. Ќе беше подобро со фотографијата да беше светла, иначе облечене буквално одлично, перфектно, така да секоја чест браво, имаме деца кои знаат што прават. Еве го истото момче, веројатно ова е повторно една од омилените комбинации. Целата комбинација он ја има многу добро разбиено со кошулата што му е врзана околу струк, која секогаш треба да ви биде некоја како аксесоар, заради тоа што може да добиете многу на модна комбинација и да изгледате многу добро. Одлична поза, нема позади него глупости, така да фотографијата и облеката сама по себе на тема улична мода е одлична. Сега, пред неколку дена искритикував една девојка. Да, реков дека косата е запалена, реков дека изгледа како да ја виткала на петарди, реков дека е лош црвениот кармен, при тоа беше пишана како шминкерка и професорка по германски. Истата она ми прати мене порака. Сакам да ви ја прочитам нејзината порака, која звучи вака. Здраво, Сергиј. Само да те поздравам и да ти кажам дека ужива во емисијата вчера. Те ценам и почитувам и ти благодарам на искрената критика. Искрено се смеев колку си во право, само некогаш сме заглавени во некоја монотонија и не се гледаме објективно самите. Браво. Имам кратка коса 5 години, од XY причини си раскажува за нејзината коса, како и да е, ќе се обидам во иднина да ја следам твојата емисија и од Германија, каде што живеам веќе 20 години, заради тоа што навистина си експерт и многу забавен, многу успех и понатаму. Вака се прима модна критика и вака се реагира на модна критика, а не со претење и со лажење. Кога сте свесни, браво, кога сте свесни дека тоа што сте го направиле не е добро и поготово кога некој ќе ви го каже. Што ќе предложам, она сама прати една фотографија.
Ова е идеалната варијанта за незината коса. Бланшираната коса, знам по себе и знам по моите клиенти, е исклучително тешка за одржување, меѓутоа денеска во 21 век има разноразни технологии и методи каде што таа коса може да биде здрава. Оваа коса на нејзе стои перфектно и ќе ја дадам совет да не користи розев кармин, нека оди скоросна бледа варијанта или нека биде нюд, или ако биде црвен ќе биде преагресивно. Така да нека ја прати, нека го следи овој момент на нејзината коса. Така да и се јавиме на Мерлин Монро, мислам дека ќе ја пофали и она. Така е. Сега да видиме што се случуваше на Балканот. Ја имаме Северина. Пред да видиме во Охрид, ја гледам на низиниот Инстаграм профил во одлично улично повторно издание во кошула, така кажана полка доц, односно или полка точки. Тоа е термин. Кралското семејство многу го сака тој принт. Ова лето е многу во тренд, искомбиниран со джинс, со бела торба и со бели чевли доле на нозете. Кога носите бели чевли, морате да внимавате, ако се сталонки штикли, тоа да изгледа како што треба да изгледа. Одлична комбинација на Северина, разбиена со одличен ремен, колон или кајш, како сакате кажете го. И дали ја видовте како изгледа една од моите омилени естрадни балкански и светски звезди, Јелена Карлеуша, усовршена црвена комбинација, одличен корсет, таа коса е веќе фамозно позната, со панталона тренерка, она може да го износи овој изглед, така да еден голем аплауз. Јас ќе се заблагодарам, ќе се одјавам за денеска, се гледаме со мене на истото место утре во истиот термин, а сега продолжуваме со прилогот спорт на колегата Сладжан Ивковиќ.